Нема потреба од нови мерки за зауздување на цените на храната, категорични се од Министерството за економија, откако Државниот завод за статистика излезе со податок дека годишната инфлација во јули е 2,3% во однос на јули лани, а 0,1% во однос на претходниот месец. Во моментов, официјалните показатели не упатуваат на потреба од воведување нови интервентни мерки, бидејќи ценовните движења се стабилни, а кај најзначајната категорија, храната, веќе втор месец поред се бележи намалување на цените. Поред ресорот, зголемувањето на трошоците на живот во јули главно произлегува од сезонски движења, пред се кај транспортот каде е регистриран раст од 4,4%, како и кај рекреацијата, спортот и културата, кои традиционално според нив бележат повисока потрошувачка во летниот период. Од економија се децидни дека се следи состојбата, пазарните инспектори се на терен и доколку се појават нови неоправдани ценовни шокови или нарушувања на пазарот, навремено ќе реагираат. И за министерката за финансии Димитрија Скакочовска уште еден охрабрувачки сигнал за позитивните движења во економијата е тоа што инфлацијата го продолжила трендот на намалување и во јули изнесува 2,3%. Ова е уште еден охрабрувачки сигнал за движењата во економијата. Покрај намалувањето на инфлацијата, раст бележи извозот, индустриското производство и вработеноста, што укажува дека економските политики даваат резултати. Тоа се потврдува и со растот на даночните приходи во буџетот, заклучно со 31 јули 2026 година. Вчера пак премиерот потенцираше дека куповната моќ во Македонија е поголема од многу европски земји и од сите земји во регионот. Претходно и гувернерот Трајко Славевски преку социјалните мрежи порача дека вредноста на бруто минималната плата во Македонија, мерена во куповна моќ во јули 2026 е поголема од 7 земји членки на Европската унија и од сите земји од Западен Балкан и Турција.